Во автентичниот амфитеатарски амбиент на споменикот на слободата на Локубија денеска е промовирана книгата Споменикот на слободата, разговорник од Елена Чемерска, ќерката на уметничкиот автор на монументалниот споменик Мозаик, заврвната уметничка креација која истовремено е јавен простор, место за собирање на луѓето и за нови културни настани, извадоци читаше Севдалинка Станкова од Центарот за култура Бели Мугри. Радован Рагеновеќ, она што ти го согледуваш или можеби не го согледуваш, како и кој било друг, е дека во тлоцртот на споменикот постои една детелина, 4 круга во кои е впишан крст. Тој впишан крст постои како една од можностите во црковната архитектура и се користи уште во ранохристијанските базилики. Во тоа време и не се зборуваше многу за крстови. Почнувајќи од пресекот на тој крст и ширејќи се кон едната половина од целината која го прави споменикот, направивме амфитеатар, сличен на античките амфитеатри. Во ова дело се поместени беседи од Илија Пенушлиски, Даница Павловска, Коста Балабанов, Небојша Вилик, Анета Христова Поповска, Антоанела Петковска, Сања Хорвантинчик и други. За целта на проектот зборуваше Елена Чемерска, ќерката на Глигор Чемерски, која во оваа прилика им се заблагодари на граѓаните на Кочани и на градоначалникот, бидејќи, како што рече, без нив истата немало да ја има богатата содржина и форма. Како што и самиот Мартиновски вели во рецензијата, оваа книга на некој начин функционира самата како мозаик или како некоја комплексна структура, како што и е овој споменик, кој што низ перспективите на секој од говорниците кои што учествуваат во разговорите, ја открива приказата на овој споменик или ја преплетува така да се види една целосна слика за него, и тоа не само да спекна тоа што тој значи како уметничко или архитектонско дело или да отцрта само неговото досегашен живот, туку и можностите кои овој простор нам не ги нуди, како и она што и кој може да ги инспирира во нас, како и она што ние можеме да му го понудиме на просторот за да го благородиме и за меѓу себе да се култивираме и да направиме нешто убаво. Уште еднаш многу ви благодарам на сите за целото ваше учество во оваа работа и навистина се надевам дека откако ќе ја прочитате книгата, ќе добијам ваш фидбек. На присутните им се обрати градоначалникот Николчо Илиев, кој истакна: голема благодарност за ова прекрасно дело што ни го оставија во наследство, кое што зборува за едно минато време и што е наше културно наследство и кое навистина е на едно прекрасно место кое заслужува многу повеќе од ова што е денес. Благодарност до Елена Чемерска за книгата Споменикот на слободата, разговорник, уште едно дело кое го остава на нас, граѓаните на општина Кочани, кое треба да зборува не само за споменикот, туку и за многу други работи кои веќе се опишани во книгата. И уште една голема благодарност до семејството Чемерски, кои несебично сите овие 2 години колку што сум јас на чело на општина Кочани, несебично не поддржуваат во нашите настојувања да најдеме начин да навистина ова прекрасно дело еднаш го реконструираме и го доведеме во состојба за која и што е наменето и навистина да служи на граѓаните на општина Кочани. Културниот настан музички го илустрираше оркестарот при Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Издавањето на делото е финансиски поддржано од општина Кочани преку програмата за култура.